Иако календарски за 3 дена започнува есента, сепак Македонија изминатава недела е во жолта алертна фаза, што не е вообичаено во овој период од годината да се бориме со високи температури. Лекарите велат дека најголем дел од хронично болните лица и метеопатите тешко се справуваат со топлото време, а резултат на тоа е изголемената посета на пациентите во лекарските ординации. Последните 10 дена имаме зголем број на пациенти од различна природа, меѓутоа овие осцилации ни носат повеќе проблеми со кардиоваскуларните заболувања, кои се така зголемени. Имаме зголемен број на пациенти со висок крвен притисок, со проблеми од кардиоваскуларна природа, аритми и други типови на проблеми. Меѓутоа се уште има една опашка од летото заради топлото време, каде што се појавуваат и проблеми со проливи и проблеми со исхраната, со летни вируси, така да се тоа ги прави полни нашите амбуланти и се додека траат овие нагли и брзи промени, мислам дека ќе има промени со здравјето на нашите хронични болни, така да нека земаат редовно терапија, нека си јавуваат на време на лекар. Поради високите температури и зголемената можност за појава на труење со храна и цревни заразни заболувања, доктор Стоименов препорача максимално да се внимава што се јаде и како се приготвува. Тие ги има стандардно, меѓутоа пак ќе кажам, има ги оние дигестивните вируси и бактерии кои даваат проливи, повраќање и слично, и со нив треба повнимателно, значи добро да се чува храната, добро да се приготвува, да се внимава, брзо се таа расипува за време на топлото, така да домаќинките треба да внимаваат посебно на тоа. Хронично болните лица посебно да бидат внимателни, редовно да се ја земат терапијата за да не дојде до влошување на нивната состојба, доколку е неопходно луѓето да избегнуваат излегување во најтоплиот период од денот.